Добар ден, дами и господа, ова е Живот со стил. Ке ви најавам едно фино дружење со главните ликови од радио шоуто, најзабавното радио шоу во последните 5 години на Метрополис. Тоа е Петар за поедок и пауза. Ги имаме Ана, Билјана и Петар во Живот со стил како главни ликови токму за ова издание. Можеш да дојдеш и неприкладно облечен, да се чувствуваш како по дома. Јас имав само 19 години и не знаев што ми се случува. За нас беше пресудно, квалитет прво, пред се, цена не беше битна, само квалитет. Многу добро готвам. Јадам тракторски гуми за појадок, вечера, ручек. Јас сум номадски тип, мислам дека мене било кај да ме пуштиш во светов ќе пуштам корени. Имам и поклони. Да. Слуша тажни песни. Да. До мене е шефот на екипата Петар. Добре дојде во Живот со стил. Здраво, шефице, мило ми е што те покани. И една од главните фраерки, тоа е Ана. Здраво за Ана. Главните фраерки работат на трака. На трака, да. Дали вака се облекувате за на работа, многу сте дотирани или ова беше специјално за емисијата Живот со стил? Не, среќа што нема камери вклучено секој ден во емисија. Понекогаш Ана се обликува кога е мрак. Ја имам денови кога имам лоша фризура. Денеска се спакувавме и се средивме за тебе да ти испочитуваме како што треба. Благодариме. Јас знам дека во емисијата знаете да бидете без влакна на јазик, ќе ве замолам кај мене со влакна затоа што сакам дисциплина во секој случај. Петар, едно време ти имаше на телевизија, подолго време, како настана приказната за екипата Петар за поедок и пауза, на кратко да им објасниме на публиката? Па, знаеш како, ја почнав да работам на радио кога имав 10 години и очигледно таа магија веќе 20 години не ме напушта, така што мислам дека еден ден со космонаут да бидам, мислам дека ќе се појавувам на радио во некоја форма и тоа ќе ме следи до крајот на животот. Очигледно тоа бегање нема. Не би ја мешал тука телевизијата затоа што просто тоа се појавува, го има па го нема. Радиото има посебна една магија која што мене не ми дава мир, особено кога е дневна емисија во прашање и особено кога е во живо. Таква слобода телевизијата нема и не допушта. Радиото е многу актуелно, многу е курентно, можеш да реагираш на време, можеш да дојдеш и неприкладно облечен, да се чувствуваш како по дома, така да бидеш облечен, да ги кренеш нозете на бюро, што ние многу често го правиме. Така што јас бев дел од групацијата која што ги вклучува Сити Радио, Клуб ФМ и Метрополис Радио и долго години бев всушност на Сити Радио. Во моментот кога Метрополис Радио се отвори или почнуваше да се креира, бев ангажиран од страна на собствениците да ја креирам програмата и така станав прво програмски директор. И во еден момент сватевме дека би било супер да се направи утринска емисија по теркот на сите светски радија, нели? Кои што не се само музика, кратка музичка информација, туку кои што претпоставуваат утринско ток-шоу, а тоа подразбира и цинизам, и сатира, и многу хумор, и коментирање на сите дневни настани кои што се доведуваат до степен на банализирање, па така некако ја го губат своето значење. Така стана Петар за поедок и пауза, не со првична идеја тоа да биде емисија за тројца водители, затоа што тогаш тимот на водители кој што беше на Метрополис, целиот учествуваше во креирањето на емисијата, сите водители имаа по некои 5 до 10 минути свое некој излагање. И така го ротиравме, да, после неколку месеци такво едно учество на целиот тим, ние сватиме дека она што се случува помеѓу Ана и мене, Билјана и мене и помеѓу Ана и Билјана некако како тројка најубаво функционира и дека таа форма на тројца водители треба да се задржи. Концептот и идејата уште тогаш на Петар за поедок и пауза беше еден и единствен. Да се натера слушателот, небитно каков е денот надвор, небитно дали се случило нешто убаво или не, посебно ако не, да денот му почне убаво. И еве тоа го правиме 5,5 години. Така. Препознатливи се по тоа дека немате табу тема, например, сексот, сексуалните теми со секој ден века вас во емисија. Каде е Билјана ќе имаме во емисија за некој кратко време во другиот амбиент од емисијата. Ана, дали знае да биде строг Петар, кажи ми?
Знае да биде строг, неподнослив, досаден, перфекционист, да попува, да учи, но сето тоа со една добра цел и идеја позади се, не со смешки. Да Петар за појадок и пауза на вистина биде еден сериозен производ, што е многу тешко да се прави. Ти си во медиуми, знаеш колку е тешко да се работат медиуми во оваа земја. Но еве веќе 5 години Петар за појадок и пауза обстојува по 3 часа од понеделник до петок. Тој е сериозен простор во едно секојдневие што треба да се исполни и да не стане досада. Тоа е сериозна задача, тоа е сваќа многу сериозно и затоа ние постоиме 5 години. Ама знае да биде досаден патем низ процесот. Од каде во приказната на проектот Петар за појадок и пауза? Што те натера првично нели да бидеш дел од радиоводителството? Прво предизвик, јас имам многу надпреварувачки дух, не ни знаев што ќе биде Петар за појадок и пауза кога почна во истото, но целиот тим работеше на проектот, а јас како најрано дојдена не бев вклучена во истиот, затоа што Јошев сметаше дека не сум доволно спремна. Па ми викаше не си сега подготвена, чекај, не си подготвена, чекај, секој ден, нели, додека не ме пуштиш нема да се откажам, додека не ме пуштиш нема да се откажам. И така влегов во Петар за појадок и пауза, многу наивно, јас имав само 19 години и не знаев што ми се случува, ама еве сега после 5,5 скоро 6 години Метрополис радио, Петар за појадок и пауза, сум пресреќна и не би ги менувала за ништо друго на овој свет. Така. Петра, како ги нарекуваше првично Пудлица, Чучулига, како беше? Не ги менуваа формите со вековите. Тоа се две вампирки кои што преживуваат низ времето и просторот и само се прилагодуваат според средината и оно што е актуелно. Не тоа се интерни шали кои што слушателите ги знаат, беа и Пудлици, беа Чучулиги, беа Оревокршачки, беа Београѓанки, беа што е на друго? Оревокршачки, Чучулиги, француски Пудлици, па толку. Лесно ли е да се биде забавен радио, Петар? Ни најмалку. Знаеш, предпоставувам дека на луѓето тоа им изгледа како прошетка во парк, можеби, но да бидеш секој ден на радио по 3 сати, тоа значи 15 сати неделно. Тоа значи да ниту во еден момент не бидеш здодевен, да знаеш што се случува, да бидеш во текст со слушателите, тоа го очекуваат од нас. Нашето работно време, и барем јас така го гледам работењето во медиуми, затоа Ана ти каже пред малку дека сум многу досаден. Сметам дека не е работно време од 8 до 3. Ако сакаш да работиш на медиум, носиш огромен товар, огромна одговорност кон луѓето што те слушаат, затоа што они очекуваат дека за се нешто што се случува околу тебе ти треба да имаш мислење. Тоа значи многу истражување, тоа значи многу читање, тоа значи следење на се околу тебе, љубопитност која што е толку бескрајна и толку голема што просто мене барем така ми делува, ми дава немир кога јас не сум имал време да во тој ден прочитам нечива колумна, да разлистам насловни страни на светски дневни весници, магазини, сајтови, блогови, да прочитам некоја нова книга, магазин, да гледам некој нов филм. Мене тоа ми ствара имам чувство како да ги изневерувам слушателите кога немам 100% посветеност. Таа моја лудост, тој мој перфекционизам кој што се граничи со лудост, не велам дека е правиот начин, ама искрено според бројот и армијата на луѓе кои што секој ден пушта радио заради нас, само потврдува дека ако ништо друго луѓето тоа го препознаваат и на тој начин со таква лојалност го ценат. За мене тоа е единствениот начин на работа. И вие сте свесни за вашата популарност. Лесно ли е да се критикуваат нашите јавни личности со оглед на тоа што вие си ја носите одговорноста за критикување на јавни личности? Дали понекогаш ви искоментирали некој за тоа? Секој ден. Што беше последно? Ја не би откривал кој ми се јавува, ама ми се јавува често. За жал, и тоа не знам како ќе го смениме, луѓето кои што работат јавна професија мораат да знаат дека сносат и одговорност јавно да бидат критикувани. Ако не можат да се носат со тоа, нека бидат касирки во Веро. Нека не се експонираат, така? Нека работат нешто што е во 4 зида и никој нема да знае за тоа што го прават. Од друга страна, никогаш не сум си дозволил себе си, ниту на нив две, да има критика која што е неконструктивна и која што е базирана на некакво лично ривалство, непријателство или мислење. Секогаш критиката во Петар за појадок
појадок и пауза била конструктивна. Ако ние кажеме дека нешто не ни се допаѓа, тогаш за тоа имаме споредба како да биде подобро, наше мислење како да биде подобро, или пронаоѓаме некои пукнатини за кои што сметаме дека треба да се поправат. Во ниту една ситуација никој не бил распнат во Петар за појадок и пауза само затоа што нас така ни се дигнало во текот на денот. И од друга страна имаме, нели, цела една плејада на луѓе кои што се бават со медиуми, кои што тоа не знаат да го препознаат. Имаат среќа што во Македонија многу малку постои критична маса која што реагира за работите кои што не им се допаѓаат. Во било која друга земја, во Србија на пример, за било кој мал инцидент или глупост или незнаење, не да те распнуваат, туку ти ги вадат органите вака во живо и ти ги јадат и ти сето тоа треба да го гледаш. Тука е разликата во тоа кој колку пораснал и кој колку останал, нели, во прво оделение, а кој успеал да свати која е одговорноста за тоа што значи да се работи на медиум. Истото важи и за мене. Многу луѓе, например, бришат пот, бришат прашина со мене. Не секој нас не сака, не секој мене ме сака. Тоа е нивни избор. Ја немам намера секому да кренам слушалки, да викам зошто така си напишал и зошто така си кажал за мене. Ако е тоа конструктивна критика, ја прифаќам. Се друго е олајавање, озборување и беззначајни разговори. Оно што е конструктивна критика го прифаќам и размислувам за истото. И многу ми значи кога го има. Дај Боже да го има повеќе. Многу добро готвам. Јадам тракторски гуми за појадок, вечера, ручек. Јас сум номадски тип, мислам дека мене било кај да ме пуштиш во светов ќе пуштам корени. Имам и поклони. Да. Слуша тажни песни. Да. Ова е живот со стил, само да знаете каков живот со стил имаме покрај Охридското езеро. Не сме во Скопје, затоа сме во градот Охрид, во близина на Билјанини извори, или позади мене е станбениот објект кој што ги подигна стандардите на едно повисоко ниво на домување во градот Охрид. Се работи за енергетски ефикасен, елитен станбен објект во градот Охрид. Елитни станови со стил, овој пат во домот на господја Јасмина, инаку професор по информатика. Благодарам за тоа што не примивте и удостоивте во вашиот топол дом. И би ве запрашала првин колку време сте во овој дом, во овој стан? Па, ние сме веќе 1 година во овој стан. Од каде се појави идејата да бидете овде станари во оваа зграда? Па, за нас беше пресудно, значи, квалитет прво, пред се, значи, цена не беше битна, само квалитет. Исто и технички работи, значи, и во суштина ја гледавме ова зграда како растеше и ето едноставно ја сакавме, убава ни беше и многу сме задоволни. За ладење во летни период, значи, не користиме клима, така да во најтопло, значи во најтоплите денови во ово лето имавме максимум 28 степени. Тоа значи дека во Охрид не е толку топло или? Не, топло е во Охрид, меѓутоа тоа значи дека имаме преубава изолација, значи така да лети штедиме, значи не користиме клима, а зими штедиме, не користиме парно грејање максимално како што порано го користевме, значи сега користиме баш онака, да кажем, скромни сметки плаќаме. И за самиот крај од живот со стил, елитни станови со стил, погледнете само каков поглед имаме од градот Охрид.
Воедно нека биде покана и за празниците кои што ни се наближуваат да бидете дел од ова убаво катче, потоцно од градот Охрид. Не е само за летување, туку одлична атмосфера, одличен амбиент. Градот Охрид има и за дочекот на новата година. Еве сме во кујната на ресторанот Носталгија заедно со Ана и со Билјана и покрај тоа што они на радио немаат влак на јазикот, знаат да се покажат во одлично светло како вистински домаќинки во кујна. Има ли вистина во тоа? Има. Многу добро готвам. Билјана, добре дојде. Лаже, да ви кажам од старт дека лаже. Билјана, што тако ни пристигна од Јапонија, затоа те немавме во првиот дел од интервјуто, меѓутоа ќе се пофалиме со Да, со прстен, морам ова да го кажам, ми наредија. Бев во Јапонија на одмор 3 недели, одморот го искористив сега во ноември и си добив прстен. Не е обичен поклон, туку не сум веќе сингл. И ме запросија. И на шега зборував за тоа дека токму запросувањето го значува 3-неделниот одмор, меѓутоа не е така. Имаше многу работи да се видат во Јапонија, се доживее, затоа што тоа е една сосема друга планета и еден друг систем кој што, верувајте, треба прво да се доживее па да се раскаже. Така, честитки, многу љубов ви посакуваме од името на Живеат со стил. Што се јаде во Јапонија, што се јаде во ресторанот Носталгија, малку подоцна, прв ни кажи ми што јадеше во Јапонија? Пробав многу различни кујни, јас не сум љубител на суши и на жива риба генерално. Меѓутоа, пробав различни кујни, таму може да се најде буквално секаква кујна, па дури и нешто што наликува на македонска. Се вика турски ресторан и екстремно ексклузивен. Меѓутоа, решив дека ќе пробам секаква кујна од причина што мене јапонската не ми се допаѓа. Не ми се допаѓаат зачините, не ми се допаѓаат мирисите кои што ги има храната. Сепак сум западњак и навикната сум на убава храна. И првото што направив кога дојдов во Македонија, седнав на фина риба, на една фина вечера, за да се вратам на овој македонскиот вкус. Генерално вкусна е храната, меѓутоа треба време да се навикнеш на истата и количински не го заситува окото, а камоли стомакот. Барам така јас доживам. А љубител сум на храна. Јас сум позната по тоа што јадам тракторски гуми за појадок, вечера, ручек, ама тоа веќе престанав да го правам. Затоа што веќе некако метаболизмот забележав дека почна да ми ослабува. Многу сум љубител на храна, многу сум љубител на готвена домашна храна и на големи собрани друштва со пријатели. Тоа е дел од мојот животен стил. Билјана сака да доаѓа на гости. Јас сакам да канам на гости, затоа што таа знае да сготви само нешто што доаѓа инстант, како инстант пире, инстант сос. Што друго Ама инстант? за тоа и го прават, за никој да го користи, нели? Вистина. Никој мора и тоа да го купува. Тоа значи за да биде задоволен сопругот ќе мора малку на часови по кујна кај тебе. Гледај, не дека сум некој експерт, не дека знам нешто, Бог знае што да правам, но мене многу ме лути, посебно тоа некаков нов тренд сега, дека е кул да не знаеш ништо по дома да направиш, ќе умреш за јадење. Боже Господе, страшно. Нашата кујна е толку многу едноставна, се прави многу лесно и едноставно, но еве сега во име на тоа дека живееме многу брзо, па не треба нешто многу хранливо, а нешто што можеш да го спремиш баш во од. Ќе ви подготвам една салата која што ќе си ја патентирам. Моја си е, случајно ја открив. Многу сакам да мешам вкусови, односно сакам овошје со зеленчук, сакам овошје со месо, сакам благо и солено во исто време да ги комбинирам. Па така дојдов до оваа салата, ќе почнам да ја правам. Да, само на почеток ќе ни кажеш што ни е потребно за оваа салата? Ни треба зелка, ни треба цвекло, ни треба магдонос и ни треба зелено јаболко, што по красито или по киселко тоа подобро. И овие работи кои што се ставаат во салатата можат да варираат по вкус. Односно место цвекло може да се стави морков или може да се стави марула, краставица, маслинка, зависи што имате и многу е здраво доколку ставите на крај магдонос во сето тоа, но зависи кој како го поднесува. Колку ова го кажав стручно. Права готвачка. Верувајте, не беше таква. Ова нека биде изненадување за Петра да видиме дали ќе му го погодиме вкусот. Апсолутно, он во суштина не смее да ми противречи. Не смее да ми противречи, но ќе му подготвам и се надевам дека ќе биде добро. Впрочем, ќе биде сготвено со многу љубов. И пред да се вратиме на интервјуто, следува Живот со стил препорачува. Оваа недела ги препорачуваме Be Pink. Погледнете каква зимска новогодишна колекција подготвија токму за публиката на Живот со стил.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtailed nag. Од бразилските плантажи, со љубов избрани, доаѓа мирисот на елитното зрно кафе. Печено и мелено, за сечи и вкус. Опојна арома на зрно за секојдневно уживање. Елит кафе. Кафе без кое не се може. На здравје кафе. Елит кафе. Добре дојде во ресторанот Носталгија, нашата втора локација во емисијата Живот со стил. Инаку ти си роден Велешанец, известно време живееше во Белград, во моментов си во Скопје. Кој е твојот дом? Јас сум номадски тип, мислам дека мене било кај да ме пуштиш во светов ќе пуштам корени, а тоа се покажало низа примери и мислам дека луѓето генерално не треба да се врзуваат со некаква локална припадност. Во суштина, ако имаш отворен ум и срце и душа и ако си спремен да учиш, прифаќаш нови работи, јас сметам дека сум со таков еден сензибилитет, секаде може да ти биде дом, таму кај што ти е срцето. Имам пријатели на секаде низ светот и секаде каде да одам се чувствувам убаво и пријатно. Колку внимаваш ти на своето здравје, кога последен пат беше на оние лекарски прегледи? Знаеме дека беше вклучен во кампањата Моември. Ајде малку околу тоа. Јас имам, веројатно така ме воспитали моите родители, само иницијативно, барем еднаш до два пати во годината, моја пракса да одам на годишен сервис или преглед каде што правам комплетни прегледи на секој дел од телото, проверка на крв. Ако нешто се случува во моето тело, сакам тоа да го знам на време. Некако тој мој животен стил и култура на живење веројатно ме повика да се вклучам во акцијата Movember или Моември, која што цел минат месец беше активна и актуелна во Македонија. За прв пат толку многу активно, за прв пат толку многу луѓе слушнаа за тоа. Ако не теравме барем 5 луѓе во текот на цел тој месец без ништо да ги боли, само иницијативно да се појават на лекари да направат некаков преглед, ние сме задоволни. Секако дека цела следна година ќе работиме многу повеќе, затоа што оваа година само иницијативно се собравме неколку истомисленици, луѓе кои што веруваат во тоа, компании кои што ни помогна и направивме различни низа на активности во текот на целиот месец за да дојдеме до граѓанинот, конкретно мажот и да му кажеме и покрај тоа што нешто не те боли, не значи дека си алфа мажија како тоа го игнорираш, баш напротив, алфа мажија си ако се грижи за сопственото здравје, затоа што грижата за сопственото здравје значи од друга страна грижа за твоите најблиски, грижата за твоето семејство, затоа што не дај Боже да се случи нешто лошо, нели животот прекине. Јас многу време посветувам на тоа што јадам, колку вежбам, редовно пливам, одам во теретана, имам таков еден стил на живот кој што е
стриктно зацртан. На мене тренингот ми е као закажан состанок, нема откажување. Ако е тренингот во 6, тогаш е во 6 и тука обврските се регулираат според тоа. Во однос на храната сум многу ригорозен. Затоа и колешки да се погрижија да ти направат една вкусна здрава салата, па го прифаќаш предизвикот од Ана и Билјана да видиш, да погледнеш дали какви домаќинки во кујна беа во ресторанот Носталгија. Доаѓа од нив две, да мислам дека само ќе се смешкаме пред камера дека нешто сготвиле, дека нема да го пробам. Ајде, алачки повелете, алачки 1 и алачки 2. Повелете, што е ова? Што направивте? Салата на Ана со моја асистенција. Не смеам друго да кажам, затоа што ми се закани. Може камерата да ја забележи салатата. Петар, како ти изгледа салатава? Вкусно, многу вкусно. И здраво. Здраво. Неделен совет за среќа. Бидете задоволни со она што го имате. Мора да знаете да ги препознаете позитивните работи околу себе и бидете задоволни со нив. Ако ги нема нив, животот сигурно би ви бил потежок. Зарем тоа не е доволна причина да бидете благодарни? Благодариме на учеството, затоа што бевте фини, морам да ви испочитувам со подароци од... Имаме поклони. Да, тоа е Зинк, значи ова е рачно изработена англиска козметика, првин за дамите. Една фино поклонче за Нова година. Ова е исто, да, од Лаш. Лаш. Сапунче со масло од портокал и гел со пилинг за туширање, повели Билјана, и најпродаваниот производ и ботокс, да. И најпродаваниот унисекс производ за Петар, тоа е Карма, омилената, предпоставувам на Петар. Не знам. Имаш извори веројатно во Раш кој што ти кажала кој е мојот омилен Лаш производ. Карма сапун, Карма крем. Ти мириснала како мириса? Ова е унисекс. Негата не припаѓа ниту на мажите. Може да ја користи. Фала. Се се случува. Ајде за крај, се се случува со причина како мене Петар или се се случува со причина Карма во твојот живот? Ја верувам во карма, верувам во некаква животна енергија во која што се инкорпорирани и љубов, и знаење, и желба, и амбиција, и верувам дека тоа е таа универзумска сила која што ги подместува работите. Предпоставувам дека тргнува од тоа колку прво се сакаш себе и колку ги сакаш луѓето околу тебе. Јас не сум ист кон секого, не мислам дека сум најдобриот човек на свет, далеку е тоа. И не ги сакам сите луѓе подеднакво и не сум кон сите исто добар. Но сметам дека е најбитно да никогаш никого не повредиш намерно или не му зезнеш нешто во животот. И сметам дека од таму тргнува се. Така. Благодарам за самиот крај. Имаме ли... Уште ли ќе спори? Ајде, повели Ана. Имам уште 2 сати простор да си пополнам. 3 ми е нормално. За кармата сакав да го надополнам и подготвеност. Тоа е тајната на Петар и неговата карма. Многу ќе ти се најдат услови на патот што ќе можеш да ги искористиш, ама мораш да бидеш подготвен за нив, за во секое време кога ќе ти се укаже шанса да бидеш спремен и образован и начитан и нели да бидеш на 3-4 спремен за во секој момент кога кармата ќе ти понуди добра понуда да можеш истата да ја прифатиш. Вашиот рецепт, вашиот совет за среќен, што е потребно да бидеме среќни? Ке почнеме ајде од Билјана. Потребно е веројатно да се спознаеш себе си, да знаеш што сакаш, да стигнеш до одредена возраст, да знаеш дека треба да созрееш кога тогаш и секогаш, ама секогаш буквално си ги слушаш емоциите, ако се веќе во согласност со умот, тоа е уште подобро, и никогаш да не одговараш пред другите, туку одговараш пред сам себе. Кога навечер ќе легнеш со мирна душа и со мирно срце, значи дека си направил нешто добро за себе во текот на денот, не од аспект на тоа да си себичен, туку од аспект на тоа дека знаеш што правиш со себе и знаеш што ќе направиш во текот на следниот ден. Мирниот сон е тоа што те прави среќен. Да, Петар, имаш ли рецепт? Не. Јас сум секогаш незадоволен. Сакам. Си среќен човек? Слуша тажни песни. Да. Мислам дека секој ден откривам нови работи кои што ме прават среќен. И таа љубопитност за таквите нешта е всушност формулата како да бидеш среќен. Да не бидеш секогаш, да не си поставиш бетонирани
правила и нели нешта за кои што си уверен дека те прават среќен, туку секогаш да бидеш отворен да бараш нови. Процесот е тој кој што те прави среќен. И при тоа нели да се држиме до тоа дека не треба да има мртви околу тебе. Ќе ве поздравам Ана и тебе за крај. Твојот рецепт. Ќе работиш многу ќе работиш за на крајот на денот да можеш да си дозволиш по 3 девијација и само девијација е многу забава и тогаш се ти е намерено. Тоа е мојот рецепт за среќа, тоа ме прави насрекна. Еднаш во месецот да си дозволам девијација од која што сите клетки во телото ти умираат и потоа ги регенерираш однова и однова пак. Мозочни особено. Посебно да. Благодарам уште еднаш дечки за отвореното и искрено интервју за Живеат со стил. Ти благодариме на тебе. Благодарам на Ана Билјани и на Петар, благодарам и на ресторанот Носталгија кој што не угостија овие 30 минути во Живот со стил. Ние се гледаме точно за 7 дена на 24 вести. Поздрав!